24 февруари 2023 година. Една година подоцна. Што одбележуваме денес? Слободно ќе кажам. 365 дена отпор, пркос, храброст, истреност да се одбрани сопствената територија. Му се поклонувам на украинскиот народ кој на светот му покажа дека љубовта кон сопствената татковина е посилна од оружјето на агресорот. Паднаа во вода сите предпоставки на аналитичарите, па дури и плановите на Путин, дека Украина ќе биде совладана за 72 часа. Наместо покорување, доби отпор. И тој отпор се уште трае. Ова е и година на херојство, во која украинскиот народ против целосната руска инвазија на Украина покажа што може за својата татковина, но и година на единство и сојузништво на европскиот континент. Путин направи две големи стратешки грешки. Прва, целосно ја потцени решителноста на Украина, а второ, го потцени единството на Европа и единството на НАТО алијансата. Нашето единство е нашата најголема сила. Се трудеа да не поделат, но го постигнаа токму спротивното. Ние сме пообединети и порешителни од било кога. Северна Македонија, како земја членка на НАТО алијансата, но пред се, како држава која одлуките ги носи самостојно, токму водејќи се од принципите на почитување на меѓународното право, на дело покажа дека е цврсто посветена на поддршката и помошта на Украина. Споредено со нашите капацитети и големина, горда сум што припаѓаме во групата на земји кои силно ја помагаат Украина во нивната праведна одбрана од агресијата. Нашата помош и поддршка ќе ги има се додека Украина и украинскиот народ не го остварат своето право слободно да се движат и живеат на сопствената територија, на државата која е меѓународно призната, суверена и независна. Помагаме и поддржуваме затоа што силно веруваме во меѓународните принципи, но пред се во правото на живот и слобода. Вчера се вратив од Украина и во мене носам различни чувства. Ужасност, бес и тага за тоа што го видов. Разурнати домови, уништени детски градинки, детски игралишта. Го видов и возилото во кое 4 члено семејство се обидувало да избега од бесните руски војници. За жал не успеале. Татко, мајка и 2 малолетни деца биле сурово убиени. Ги видов и фотографиите од злосторствата во Буча. Застрелан 70 годишен пензионер кој се враќал од локалната продавница со торба храна. Убиен 50 годишен маж додека се враќал од работа, а покрај него седи неговото куќа. Убиена 45 годишна жена на вратата од незиниот дом. Убиени деца. Ова се само неколку примери од стотина сурово убиени, а некои од нив и сурово мачени украински граѓани, кои никому не сгрешиле ништо. Невини, невооружени цивили. И покрај овие слики и траурната гледка, се враќам и охрабрана дека Украина ќе победи. Затоа што никој нема да успее да им ја одземе љубовта кон сопствената татковина и затоа што поддршката од сиот и помошта од сиот цивилизацијски свет ќе биде уште поголема. Ова не е само борба на Украина. Ова е борба за одржување на целиот меѓународен поредок кој се заснова на правила и принципи. Почитувани присутни, слободата нема цена. Исто како што нема цена и нашата поддршка и помош за Украина. Слава Украина! Благодарам.